На луѓето со отворен ум полесно може да им летне паметот. Добро вечер. Добро вечер. Ние ќе се бориме. Тоа е целта на оваа вода. Секаде каде што идеме ќе се бориме и ќе зборуваме македонската приказна. Таа е тажна, таа е полна со предизвици. Но секогаш да знаете дека Македонија победува, така ќе биде во овој случај. Колку и да требало време, ние ќе се бориме и ќе сме трпеливи. И последниот достане ќе се бори да ја раскаже македонската приказна. Камин! Здраво. Јас дојдов да ви ја раскажам нашата македонска приказна. Вие не можете така да се однесувате со нас. Ние не сме втора лига, ние сме прва лига. Шо ме гледаш бе така? Шо ме гледаш така како лепотица да не си видел бе? Абе ние сме потомци на Александар Македонски бе. Јасно ли ти е тоа бе? Камин! Hello. Шо превела, бе? Која? Жена ми. Жена ми си убила. Слушај, Вану, јас сум тука за да ја раскажам нашата македонска приказка. И глеј ме право во очи кога ти збораме. Лајно е едно. Знаме сменивме. Име сменивме. До кога ќе не малтретирате бе вие? Шо се замишljате бе вие? А? Камин! Здраво, живо. Кои се овие луѓе? Мамо! Тато! Ти ги уби мама и тато. Зошто ги уби бе, човек? Зошто ги уби? Добро. Нема врска и онака се е без врска. Јас сум последниот мохиканец. Не мохиканец. Јас сум последниот македонец и дојдов да ти ја раскажам македонската приказна. Вака. Не може да не сотрете. Ние сме жилави како лавови. Не може да не сотрете, да знаете дека не може да не сотрете. Не. Не! Немој Игор стоко една! Немој да губиш Игор, не! Сум санјал па нешто. Пак има кошмари, татко ти, леле. Преку глава. Аман виш, аман. Те. Шо бе? Леле, да ви кажам што сум санјал. Што? Бевме кај еден странец да му ја раскажеме нашата македонска приказка. Прво влезе ти, па те уби. После влегов ја, па ме уби и мене. И на крај влезе ти, Игор, те уби и тебе, и не останаа македонци да ја раскажат македонската приказка. Ама бе, оди написе шекер и вода, преку глава си ми виш. Иди написе шекер и вода, ќе ти пројде. Не е лошо да се видиш и со стручно лице, пошто те убија ова кошмари, бе. Редно е да се видам со стручно лице, пошто не иде овака, пиењето ми стана мачење мене. Па да. Ама и возбуден си, глеј. Ау. Извинете, дали може кратка анкета? Може, дечко, повели? За марихуаната. Што ќе кажете? Абе, што да кажам, ја не сум по дрогата, ама комшијата Сашо нон-стоп дува и цела зграда смрди. Му викам, Саше, абе, дувај си у парк, не тука у зграда, он ми вика, страф ми у парк, ќе ме фатат джандарите. Абе, на нив 5 тона марихуана им летна, до тебе им дошло. Ама, вакво, тоа се младите. Кај ќе се разбереш со нив, не можеш. Академската заедница жестоко го нападна предлог законот за високо образование. Видов тоа, професорите се бунат да ме ќе им биде укината слободата и автономијата. Абе, како тргнала министерката Јаневска, ќе го разбуди студентскиот пленум. Они од 2014 го почна рушењето на Груевски. Ако сакаш ќе се кладиме дека овој закон или ќе биде тргнат, или у најмала рака ќе го коригираат. Ќе видиш?
А средната возраст на населението во Македонија е 42 години, за разлика од 2015 година, кога средната возраст била 37 години. Абе, дечко, да не те чуди тоа. Илјадници млади луѓе се отидоа у последните 10 години и останаа само старите и тука лежи растот на средната возраст. Ние па сме добри. Грција и Бугарија имаат средна возраст 47 години. Американец купил напуштено шпанско село за 310.000 евра, ќе го правел туристичка атракција. Види идеја, бе, па ние можеме такви стотици села да ги огласиме и да ги шитнеме. Така ќе влезе странски капитал. Сега лета му влада да им кажем идеја за бизнис. Чао. Ајде, чао. За владиниот авион, што ќе кажете? Па ко прво, Филипче не си стоел на зборот, пошто и он се согласил да се купи нов авион. Ко второ, на времето ВМРО Груевски купија Мерцедес, па го користеа сите после него. Така, сега ВМРО сака да го купи авионов, што ќе го користат и сите други идни премиери. Фактички ВМРО купува, СДСМ протестира, ама кој ќе дојде на власт, користи се што купило ВМРО. Според мене ова е чист популизам, како да ти кажам. Се додека не случиме стручно мислење од пилотите и техничарите дека во каква состојба е авионот, до тогаш ќе гледаме продање магла, ме разбираш. Во Бугарија пак предвремени избори, за 5-6 години ова ќе им бидат 8 предвремени поред, закажани се за 19 април. 19 април, тоа е баксус датум. Зошто баксус датум? Па на тој ден сум ја роден и да ти кажам, прошла недела ми зариба колата, жена ми ме остави, отида кај мајка ѝ, љубовницата ме остави, пред некој ден ми го здиплија новчаникот со сите документи у него. Затоа мислам дека 19 април е баксузен ден и бугарите ќе имаат и 9-ти поред предвремени избори. Слушај ми го зборот. На 24 февруари 2022 година Русија ја започна инвазијата на Украина. Абе, да не си му кожа на родителите што ги изгубија своите деца, на луѓето што ги изгубија своите домови. А тие што ја направија војната седат у топли кабинети и демек размислуваат за мир. Значи, човекот е најгадно суштество на планетица, така. Добар ден, господине. Пак си ти. Ај, здраво живо. Како сте? Многу добро, ти добар си? Феноменален. Ајде, пукај слободно. Кажете ми, господине, како ви се допаѓа Safe City? Гледам некои луѓе се многу нервозни, викаат дека Safe City им предизвикувало стрес. Мене Safe City ми се допаѓа. Мислам дека е поголема безбедноста во сообраќајот. Сега има некои моменти што ме нервираат помалку. Што ве нервира? Па еве сега ќе ви кажам. Некои типови возат со 20, 25, 30. Абе во град ти е дозволено 50. Зашто возиш со 20? Значи тоа нема врска. Плюс сега во модерниве коли има регулатори. Можеш да си го наштелуваш регулаторот и колку и да стискаш на газ, колата не оди поише од 50. Некои други коли имаат аларм. Ќе си го наместиш алармот и кога ќе стигнеш до 49, алармот пишти пип, 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 пип. Темек не вози со поголема брзина. Втора работа што ме нервира, стигнуваш до семафор и сега почнува да трепка зеленото. Еднаш се укопува у место. Зашто се укопуваш у место? Па првиот пат ти е зелено. Помени слободно, човече. Сега разбирам кој е третиот, па тогаш да, запари. И сега ако сме од другава страна, нели, тука е семафорот, се пали зелено. Има некои типчиња вака возат. Прва шалта, па втора, па трета, па мислам, возат како желки, ба не е тоа поентата. Се пали зелено, прва тап, втора тап. Значи крени до 40, да може да поминат 10 коли, а не 2. Тоа е тоа. Направени се првите чекори кон директна авиолинија со Саудиска Арабија. Саудиска Арабија. Ќе може да патуваме за Саудиска Арабија. Па не е ли тоа прекрасно? Значи, тргна во Македонија. Погледнете што се случува во изминативе неколку месеци. Нов трговски договор со една Америка. Стратешки договор со една Велика Британија. Авиолинии ќе има од летоска за Сицилија и за Сардинија. Еве сега вие кажувате и за Саудиска Арабија ќе има авиони. Па Македонија оди напред, човече, а оние гревовине од ССМ бараат минималец од 600 евра. Мислам, стварно се досадне. Вајц ги соопшти прелиминарните заклучоци од извештајот за Македонија, уставните измени и борбата против корупција се во застој. Така вика Вајц? Па ја на Вајц би му кажал,
ob Trt gewesen seins. Што ви значело тоа? Ништо не би во таа работа. За Македонија. Имајте убав ден, господин. Ајде! Здраво, здраво. Здраво, здраво. Дојдов да се пријавам на конкурсот за затворски чувар. Маршал, го изгледаш, како ти? Такво, висок сум 184, тежок сум 110 кила, 3 пати неделно вежбам бодибилдинг и кога ќе мавнам бокс, 15 минути броиш звезди. Ме бендисуваш, ќе ти се јавам, ќе ти имам предвид. Баш. Ајде. Слушна ли да речем да? Господјо, се извинувам, Ајде, влези. Благодарам, господјо. Влези. Здраво, Атанас. Здраво. Драго Дојдов ми да е. се пријавам за затворски чувар. Ти, Да. Зашо, што не фали? па освен што имаш 315 години, ништо друго, уште колку имаш до пензија? Господјо, јас до пензија имам уште цели 5 години. Знаете како сум разгиван? Сака да го видите? Ајде. Хапа! Абе, коли кисма да ги довади, знаем! Само што ме фати. Ама јас си носам мапчиња. Не се секирајте. Дали има за малку за вода? Не, голтни си го соплунка. Добар си? Што ти текна бе да се пријавиш бе за чувар бе? Не си за таа работа ти. Не ви се свиѓам, а? Не, ти си лепотана, ама не си за оваа работа. Оди си више дома, стар си. А лепотан сум, а? Лепотан. Фала многу на континентот, на комплиментот. Леле, многу сте добри. Пријатно. Ајде, пријатно. Бе, чиче, бе. Ајде. Здраво, дојдов да се Здраво. пријавам за затворски чувар. О, бе, ми сплаши. Абе, од негде си ми познати. Како да ја... 3 мандати имам поминато затворот без сестро. Прво за тепачка, за ситна кражба, за плячка на банка. My name is Aki. Аки, страшнио бе? Аки страшниот бе, сестро, на главо ми брадом бе. Браво бе, Аки бе. И што ти текна да се приемеш за затворски чувар? Како што ми текна бе, кој го знае боли затворот од мене бе? Кој се тепа боли од мене, а, у затворот? Никој. Кој знае психологија на робијашите Браво, боли од никој, мене? брат. Мислам, за мене ова затворот е природна средина ко водата што е на рибата. Рибата тешко се снаоѓа на суво, така и Аки тешко се снаоѓа у град. Ова ми е мене дома бе, сестро. Управо си, Аки, управо си. И Па приме си, што е? фала ти, сестро. Нема да те разочарам, еден ден може и директор да станам, да знаеш. Аки, Ха? кога ќе станеш директор, ќе ме ставиш мене за заменичка? Нормално бе, сестро, хубаво да станам. Ајде да се гушне бе сега, почнеме да си честитаме, ајде. Аки, подхитно на бањење, подхитно на бањење. одам. Вецето е право Тебе не ми објаснувај, овде сум код дома, све знам на памет, ми жејки ќе го најдам, ајде. Ајде, Аки, се Ајде. гледаме. Аки. Почитувани сограѓани, јас сум од СДСМ и еве дојдовме малце да поразговараме околу иднината на нашата Македонијичка. Значи, дека ние грешевме. Фала Богу, вие не казнивте заради тоа. Ама и оваа власт сега што е актуелна. Многу бе почна да забегува, не знам дали приметувате, абе со владин авион оделе на летување на Јадран, човече. Мислам, на шо Абе, личи? вие со владин авион одевте на журки у Ниш. Мадам, ја никогаш не сум по журките, никогаш не сум бил на журка во Ниш. Тоа може биле другари не од Дуи. Добра, ај, рецимо, дојете на власт и што ќе направите? Минималецот ќе го зголемиме одма, 600 евра, цап, готово, завршена работа. Па ќе го испразните буџетот. Нема празење на буџет. Нема више репрезентации, нема више летање со владени авиони, нема више гага јадење, нема ништо од тоа да има. Да знаеш. Се убивте од јадење од бифтеци, бе. Госпожа, тоа е точно. Што изедовме. Сега на работа ќе си одиме со сендвичи од дома. И да ви кажам, една од првите мерки, знаете што ќе биде? Укинување на Safe City. Што е ова казнување на народ? Одма ќе укинеме тоа. Па нели и у Европа има Safe City? И значи како што реков, Safe City го укинуваме. Сега што се носи? Закон против пушење.
Ајде бе, и пак казни. Кафанџиеве ќе бидат казнувани не знам што. Само да ве потсетам. Дали ви текно дека во времето на Груевски имаше закон против пушење? Имаш. И казнуваше и ова и она. Да. Што направивме ние кога дојдовме со Зајко? Го укиравме тој закон против пушење, така ли беше? Така беше. Ja, сега правевме финти, демек нешто ќе треба да правите, каже, ова терасички, па тука ќе може да се пуши. После неколку месеци, абе пуши кај што сакаш. Да, така беше. Затоа сега по кафаниве смрди корне. Дечко смрди, ама ти кафаната без цигара, нели така? Добро бе, ај друго што ќе направите? Ќе ве внесеме во ЕУ. А, Бугари устав не иде у обзир. Не, да Чекај бе, Не, 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 Ама не, чекај, не, не, чекај. Ама зошто така трчаш како прелеп пред магаре? Не. Многу е добро да ги пикнеме бугарите во уставот. А знаете зошто? Зошто? Они тврдат дека ние сме един народ во две држави, така? Така. А ако ги ставиме во устав, значи бугарите се посебен народ, ние сме си посебен народ. Ќе ги зезнеме. Они ќе страдат заради тоа што ќе ги зезнеме, а ние ќе бидеме горди европејци и минималецот ќе рипне од 600 на 1000 евра. А? А со пензиите што ќе правите? Ево, Што? вие линеарно ги зголемува. Како сакаат пензионерите ќе ги консултираме? Сакате линеарно? Линеарно. Не ќе ајде, ќе идеме по старо. Оставаме тоа за пензиите, лесна работа. Имам сега една идеја. Ќе го намалиме прагот на пензионирање. За мажи 60 години, жените ќе си идат у пензија со 58 години. Ако сакате, ќе донесеме и закон за слободно пушење на марихуана. А? Ќе бидеме втор Амстердам. Знаете што е напушен народ? Напушен народ е среќен народ. Од вас ќе направиме среќни луѓе. Да ти кажам, многу фантазираш. Многу фантазираш. Госпожа, јас не фантазирам воопшто. Се тоа што ви го кажувам е реалност и чиста вистина. Ако не е така, абе одма нека исчезнам. Кај отиде овој бе? Исчезна. Мамбе, значи СДС е магија партија. Тешко нас со вакви циркузанти. Ги бива за циркус. Ги бива. Здраво! Пак! Не сме ние од СДС циркус, оние од ВМРО се циркус. Сега, ќе гласате ли за нас? Кај отидовте? Ало бре! Кај отидовте бе луѓе? Види ги бе, магија народ. Добре, со овие тројца не ми успеа, ај ќе одам да мафтосувам други. Другарче, оваа наша Македонија, од кога постои па до ден денес, е држава со проблеми у развој. За време на СФРЈ имаше еден фонд, го викаа Фонд за недоволно развиени републики и автономни покрајини. Тој фонд го пунеа со средства овие поразвиените републики, а најчести корисници бевме ние, Косово и Црна Гора. Развиениве не хранеа, JNA не бранеа. Сега ќе ме прашаш како тоа ние од земјоделска држава, а друг да те храни. Па така е, например, словенците ќе купеа од нас патлижани, ќе направеа кетчап и после ни продаваа нас кетчап. Или ќе купеа цело овоше ќе ни го купат и после ни продаваа сокови. На крај ни го земаа јајварот, па моравме да му го промениме името во Ајвер, И сега што е проблемот, ако ме прашат? Абе, проблемот сме самите ние, бе. Или не сакаме, или не можеме. Шо знам, некако уживаме да бидеме неразвиени. Полесно ни е друг да не храни и друг да не брани. И од кога станавме самостојни? Европа не храни, Америка не брани. Единствено што браниме ние е статусот држава со проблеми во развој или недоволно развиена држава. Извини, имаш само една минута нешто да ти кажам. Не знам дали сте го приметиле последниот тренд во светот на детските играчки. Се прават барбики со некаква болест, попреченост, инвалидитет, па така имаш барбика со аутизам, барбика со ампутирана нога, слепа барбика, си има такво бело стапче во сетот, нели? И они тоа го представуваат како некаква иновација. Каква црна иновација? Каква црна иновација? Па на сестра ми барбиките уште пред 20 години беа не со една, со по 2 ампутирани нозе. Имаше и со ампутирани раце. Имаше 2-3 барбики обезглавени што беа. Една имаше со очкопани очи, 3 имаше кремирани барбики. Каква црна иновација, бе, иновација ми представува. Тоа пред 20 години тоа сме го правеле, бе. Ај
Друг пат ќе правиме моја. Шетавме и прашувавме, а вие бевте расположени за муавет. Што повеќе пиете, чај или кафе? Па, да ти кажам, јас сум по чајот највише, по кафето и така, и така. Што чајче конзумирате? Па да ви кажам право, ја различни чаеви. Една недела од мајчина душичка, една недела од планински, маточина. Кафе. Зошто не чај? Па немаме таква навика за чај. Кафе, пијам 3 кафења у денот пијам. Кафе. Чај воопшто? Па понекогаш, многу ретко. Па и чај и кафе. Помалце кафе, повеќе чаеви. Нема да верувате кога ќе чуете колку случајно е откриен чајот како пијачка. Кинескиот цар Шен Нунг живел 2737 години пред нашата ера. Типов многу сакал да шета, па еден ден со слугите отишол во природа. Откога се уморил, им кажал на подчинетите да му зовриат вода, бидејќи мангупот пиел само такво H2O. Тие запалиле огин, ја подготвиле водата и му ја ставиле на масиче. Тогаш дувнало ветренце и од околните дрвца паднале неколку ливчиња баш во чашата на царот. Водата се обоила и замирисало ептен убаво. Господинот Шен ја пробал течноста и викнал: "Луѓенца, ова е превкусно." После чајот се пренесува во Јапонија, Индија и така натаму, за во 1610 година конечно да стигне и во наша Европица преку холандските трговци. За чајот толку. Време е да поработиме на нешто конкретно. Сега ќе ве вратиме на вашиот прв работен ден. Дали го паметите првиот работен ден? Како не го памтам? 22 декември 75 година. Кај се вработивте? Фабрика Газел. Се запознавте со шефицата или со шефот? Сите шефови, директори, сите ни беа другари, пријатели. Немаше разлика дали си работник или директор. Многу ми фалат колегите. Па се слушате ли од време на време? Абе, некој се слушаме, ама некои се и починати. Тие што највише и фамилиарно соживувавме ми почина. Кој ќе се сети на овие години, кажи ми. Овие младите не може да се сетат, а не па ја. Кај работевте ви? Во граните. Првата плата почастивте ли нешто? Па не би рекол што да почастиш кога... Колегите, кафенце. Колегите, тоа... Кафенце пивце. нема, ни пивце. Тоа немаше тоа време, бе, така како сега. Бе прво на пракса, па ме примија, па нешто се сеќавам. Како помина првиот ден? Бевте возбуден? Па нормално, со средна стручна спрема, во Охис, пред многу години. Частевте? Па да, другарите секако, а колку беше, како беше, не можам да се сетам. Кајва пивце, ајде, мортадела, така. Точно тоа време се собиравме пред Пелистер. Возбудена бев, убаво беше, мислам, ја како техничар бев, конкурирав, работена и... Имавте ли врски за вработување? Не. Тогаш не се бараше врски. Од школа препорачале директорот и таа. И готово, ве примија. Готово, не примија сите. Фабрика Карпаш. И што се случи првиот ден? Имаше трема, имаше возбуда? Па имав многу јасно млад. Колку години имав? 19 години. 19 години, возач, работев у Фабрика Карпаш. Возач на камион? На камион. О, како не се сеќавам. Кога беше тоа? 8 април 1985. Каде? Во Комерцијална банка. Па стресно да ви кажам. Прв пат дојдов во допир со толку многу пари. Учење на како се бројат парите, техники и така. Шефот строг беше? Не, шефот не беше воопшто строг. Да, супер. Поминав 40 години работен стаж. И се на исто место? Прв ден до последен. Во банка? Во банка, на шалтер. Може ли да ги видиме овие прсти? Низ овие прсти почитувани имаат поминато милиони и милиони, така ли е? Милиони и милиони, да. Дефинитивно, ретки се тие што не го паметат првиот работен ден. Одиме со контрапрашање.
Дали се сеќавате на вашиот прв пензионерски ден? И што си отидов, поднесов документи некај што требаше. И се вратив дома и сега викам пензионерка сум више. Како да се сетам сега што сум правила. Стануваш, немаш обврски. Не, немам Никој не те обврски, чека. Нешто необично, знаеш, ама сепак викам, јас сум млад пензионер, викам. Па што имам викендица у матка, викам сега ќе си отам, ќе си работам, раја таму. И првиот ден отидовте на матка? Одма отидов, да. Сам? Сам. Бев прво како бевме под стечај беше фирмата. Технолошки вишок. Технолошки вишок и така. Дома прво останавме, дома бевме, па после почнавме да бркаме по тоа документи и такви работи и тоа. Од градски се пензионирав, од ЈСП. Од ЈСП автобус возев. Дали го паметите првиот пензионерски ден? Па пред 2 години. Што правевте првиот пензионерски ден? Чувај деца и тоа ти е. Чувај деца, вие ги чувате внуците? Да. Колку внуци имате? 3. 2 машки и 1 женско. Тоа се од керка, од син? И од керка и од син. Од керка 2, од синот 1. И вие сте надлежни за сите тројца внуци? Сите тројца. Значи вие сега фактички имате работно време сабајле од 9 сат до 8 негде. До 20. Тоа се 11 часови, ако добро бројам. Да, толку, да. Сега фактички имате 2 смени од ЈСП. Да. Да. Ке вие кога си ги чувате внуците? Па и кеф ми, ама понекој пат тешко. Сакаш да се дружиш со врсници твои, да излезеш едно друго, вака, Сабота и недела ќе се дружите. А не може сабота, не, тоа ше фамилиарно на окупјање, да кажеме, ручек или прошеташ, пак и тогаш ги чуваш. Па мене ми е сега малку жал за вас. Вие немате време за себе. Нема. Стварно нема. Дека работев има поише време. Ништо бе стандардно што може да правиме. Што може пензионер. Стануваш, се чувствуваш слободен. Слободен, па тоа е едино тоа е, немаш обврски, стануваш, ама ја што викам легни, стани, тоа ни е врзано крпче, јади, пи, спи. И сега следува шокантен пресврт. Еве кажам, едино се прекопирам со шетање, немаше буквално кај што не сум бил, така да... Каде се сте биле? Ќе го земам од времето. Па прво ми било поголема Хавај, мислам со посета на Вашингтон, Лос Анџелес, Сан Франциско, Хонолулу, мислам Хавај, Торонто, во Тихуана на граница, мислам, Сан Диего, посета на Диснейленд. 2 пати имам во Дубај, 2 пати во Шпанија, во Бразил имам исто така одено Сао Пауло и Рио де Жанеиро, во Мексико, Канкун, мислам и Јукатан, тој полуостровот е. Вие се шегувате со мене или сте сериозни? Не, чекај, уште ќе ти кажам. На 2 пати имам сопрот крстарење, мислам. Седмица на лото да не имате добиено? Да, бе. Седмица на лото и тоа како... И Банкок имаме на Тајланд одено исто. На масаж? Да, имаше масажи во Пукет. Па првиот пензионерски ден се разбудив како да треба да одам на работа. Меѓутоа све натенане, полека си се напив кафе. Дома си уживав, така да убаво ми помине и првиот пензионерски ден. Шокантен пресврт број 2. Шетаме многу. Значи вие сте по шетањето. Каде бевте последен пат? Последен пат во октомври бевме на Крит. Сега се спремаме за некоја нова дестинација. Негде кај што има сонце, кај што е потопло. Кипар. Кипар бевме. Пред Крит бевме на Кипар. Занзибар. Там, тоа, Занзибар може, да. Од кога ги прочепкавме овие важни прашања следува зоологија. Конј, кобила, овен, овца, петел, кокошка, јарец, коза и така натаму. Како се вика женката на нилскиот конј? Нилска кобила. Коњица. Нилска коњица? Нилска коњица. Нилската е нилска кобила. Кобила? Каква кобила? Женска кобила на нилски коњ.
Као кобила, нешто слично. Нилска кобила, па сега не знам дали би можело да биде тоа. Којница. Според вештачката интелигенција, женката на нилскиот конј се вика хипопотама. Имено на латински нилски конј е хипопотамус, а женката е хипопотама. Само да ве подсетам, на времето имаше цртан филм Хипо и Чипо. Епа Хипо беше нилскиот конј, Хипа би била жена му. Овие животинчиња тежат меѓу тон и пол и 2, а на кратки растојанија може да трчаат и со 48 км на час, така што подалеку од нив, ако не сакате да станете плескавица. И тоа би било се, народе. Фала ви за муабетите, па се гледаме на терен. Утре е прочка. Еве една кратка поента. Лаги, навреди, изневери, проневери, мафтосувања, манипулации, крадење, озборување. Долг е списокот на тоа што го правиме и на тоа што ни го прават. Сега вака да ви кажам. Колку некој и да ви сгрешил, ако ја чувате маката во себе, ќе ви биде уште помачно. Затоа простувајте. И нормално, бегајте подалеку од оние што гледате дека се непоправливи. Од понеделник почнува Великденскиот пост, кој ќе трае до 12 април. Неконзумирањето месо, јајца и млечни производи подразбира правило кое вели дека јадењата од понеделник до петок треба да бидат подготвувани на вода, сабота и недела со зејтин, а риба може да се јаде на благовештение и цветници. Телесниот пост за болните и немоќните се договара со свештеникот, а духовниот пост е ниво плюс во целата оваа ситуација. Духовноста подразбира молитвеност, безгранична љубов кон Бога и луѓето или одличност свртена кон себе да се претвориме во битие што живее за другите и за владетелот на сите. Тежок, но бисерен предизвик е од егоисти да се трансформираме во сепланетарни љубовџии. На 23 февруари го славиме споменот за светиот свештеномаченик Харалампиј. Бил епископ и во својата 113 година пострадал за Христос. Кога настанало гонењето на христијаните, Харалампиј не се криел, туку слободно и јавно ја проповедал верата. Иако стар, гонителите не го жалеле, па му ја дереле кожата, а тој кротко им рекол: "Ви благодарам, браќа, зашто ми го иструживте старото тело, а ми го обновивте духот за нов вечен живот." Луѓето ја виделе таа вера и го прифатиле христијанството, а меѓу нив била и царевата ќерка Галина. Кога го извеле на губилиштето, светиот Харалампиј се помолил за народот, побарал прошка од Бога за сите и умножување на земните плодови. По ова, во 202 година го предал духот во Божји раце. На 24 февруари е празникот посветен на светиот маченик Георгиј Кратовски. Живеел во Кратово, а по занаед бил златар. Од се срце го љубел Христос, па кога имал 18 години, турците дознале за тоа и му наредиле да го прифати исламот. Георгиј останал тврд во верата христијанска како прекрасен диамант, пошто следувало мачење, за на крај боголюбецот да биде жив запален. Светиот Георгиј Кратовски пострадал во 1515 година во Софија. За многу години. Лидија Ристевска од Битола боледува од мултиплекс склероза, гравесова болест и хипертиреоза. Овие опасни автоимуни заболувања предизвикуваат неподвижност и тешко дишење. Пред Лидија се 2 интервенции со матични клетки, а потоа следува операција на тироидната жлезда. Сите зафати чинат 24.000 евра, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 143 121 за корисниците на Телеком и 143 474 за претплатниците на А1. Ви благодариме на подадената рака. За добро маче секој месец е февруари. Пријатно. Пријатно.